Добро утро, утинската програма на Слободен печат. Мој денешен гостин е господинот Андреј Петров, доктор Андреј Петров, член извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Читате Слободен печат? Читам Слободен печат. Века вака, Пендаровски ја налути дуи, таа му сврте грб на СДСМ. Добра, вака. Има ли вистина ова? Бомбастична насловна страна, но тоа е медиумски, вака добра како теза. Пендаровски е председател на државата, има своји уставни надлежности, донел одлука, мислам дека се подразбира дека се работи за она што се однесува на законот за игри на среќа и европското знаменце. Да, и европското знаменце, и тој тоа го образложи на начин дека нема суштински проблем кој он го дебатира во законот, туку ја спори постапката спрема укажувања кои до него, така јас го гледав она што за печатот беше од негова страна образложено, па и за институциите, дека едноставно таа постапка во која е ставено европско знаме за закон кој по ниеден од тие критериуми не би требало да биде третиран со европско знаме, е спорна и заради тоа не го потпишува и тоа укажа дека доколку се донесе уште еднаш, согласно неговите законски обврски, тој веднаш би го потпишал уште истиот ден. Таков е уставот во Македонија. А зошто го донесовте првие со европско знаменце? Па тоа било проценка на мнозинството во парламентот. Јас ги слушам аргументите и бидејќи не сум таму, но има различни аргументи и од едната и од другата страна, и на оние кои се спротивставуваат на донесување на законот, но и на оние кои го поддржуваат законот со теза дека навистина ако нешто мене ми пречи како граѓани, тоа е што веројатно најилустративниот дел во сите шеталишта се овие објекти за коцкање, но не сум експерт за таа проблематика за да можам да зборувам. Ја не би сакал младите да одат во тој правец, би сакал повеќе да се бават со други работи. Добро, зошто тоаш само дуи се налути, а не и СДСМ? Што толку на дуи им засмета што не го потпише указот, а не СДСМ? Тоа беше закон на дуи. Дуи многу се вложи во тој закон. Па добро, тоа треба тие да го образложат зашто толку им смета. Ние јас можам да зборам за мојата партија, ние ќе ги почитуваме процедурите кои уставот ги налага. Нека законот влезе повторно во процедура онака како што е препишано, ние нема да го менуваме ставот, но мораме да го почитуваме она законска надлежност која на председателот на државата му е дадена. Сега не би можеле да полемизираме за него, тој е председател на државата, има свој став по тоа прашање и председател на државата треба да има свој став за работите кој понекогаш треба да биде испротивен на партиите, дури на оние кои го поддржуваат, затоа го бираат сите граѓани, затоа е председател. Господине Петров, акцентот во овој наслов Пендаровски е налути дуи, таа му сврте грб на СДСМ е во вториот дел, вториот став. Таа му сврте грб на СДСМ. Дали е така, бидејќи цело време говориме дека сте во некоја фаза на договарање за заеднички настап, ајки ги тренеме на страна парламентарните избори, дали Пендаровски на овој начин нема да биде поволен, подобен кандидат за дуи на председателските избори? Па тоа би требало тие да го кажат. Моето мислење е дека нема зошто, заради тоа што Пендаровски беше кандидат и на дуи на претходните избори. И веројатно нема добар кандидат за албанскиот електорат во државата од Стево Пендаровски, бидејќи веќе еднаш бил, се покажал дека не ги дели граѓаните по етничка основа. Ама ние не можеме да бараме председателот да биде марионета која ќе ја контролира било која политичка партија, напротив треба да биде личност со свој интегритет кој понекогаш дури да не им се допаѓа на политичките партии во мнозинството или оние кои го поддржале, треба да донесе став кој е во интерес на сите граѓани. Понекогаш затоа и го бираме на директни избори, затоа и мандатот му е силен, за да може помеѓу другото да носи вакви одлуки и законодавецот не случајно го ставил таа можност за вето на председателот, за да може уште еднаш да се размисли, да се види дали е тоа исправно, да се види дали е како што треба. Нема никаков зија, но тоа да уште малку се поразговара, да се види што е најдоброто решение за граѓаните и не му е прв пат на Пендаровски да не потпише некаков закон. Може затоа поодамна дуи се залага и ми се чини другите партии на албанците за смена на уставот за председател да се бира во собранието, а не да биде вакви избори. Тоаш веројатно би бил по марионета, повеќе би
но обстојува вака како што и можеби за сега е добро што е. И јас, а и вие бидејќи имате многу искуство, паметиме како беше дојдено до ова решение, беше дојдено каде што првиот председател на државата Киро Глигоров првиот пат беше избран во собрание. Да. И потоа заради тоа што тој навистина се вклучи многу во општествениот живот, беше донесен посебен закон за председател и беше направен балансиран систем помеѓу парламентарен, како што во Македонија е доминантен, каде што владата е клучна, меѓутоа со сериозни ингеренции на председателот на државата. И ја мислам дека тој добар систем и дека не треба да се менува, но тоа е моје мислење, на крај одлучуваат пратениците во собранието. Од ова што до сега го говориме, очигледно е дека Пендаровски ќе биде кандидат. Треба да заврши постапката, тој треба исто да излезе со... Да, тој треба да одлучи. Рече, ако не е поддржан од другите етнички заедници партии, тој самиот можеби не би се кандидирал, свесен дека изборот на председател во Македонија е тешко можен без гласовите на албанците. Но до сега друго име не се сврте во СДС, како можен кандидат, освен Нина Листин со многу луѓе, каде што мислам дека ја не бев само таму станал. Мислам дека има повеќе кандидати, има 15 на реално да говориме. 15 на кандидати кои се многу предлагани, да речеме, и има уште веројатно уште 15 на имиња кои се некаде не значи, ако не се 20-тројца, ако не се има постапка во која тој круг треба да се стесни и потоа да одлучуваат органите на партијата. Стево Пендаровски е еден од предлозите со најмногу кандидатури од општинските организации на СДСМ, меѓутоа има и други. Но ако е ова вака, ако да речеме Дуи сепак ќе го разговараме за тоа, реши да има свој кандидат или да не го прифаќа Пендаровски, треба план Б да имате некој втор кандидат кој што е сериозен. Па видете тоа ќе станува збор за договор, за консензуален што го ведеме. Треба да се разговара на таа тема заради тоа што тие не велат дека не го прифаќаат. Едноставно тука има различни ставови во однос на една конкретна работа. Меѓутоа прекрупна е председателската функција за да се сведе само за тоа дали председателот го потпишал или не го потпишал законот за игра на среќа и мислам дека треба да тој го објасни, верувам дека ќе има можности во директна комуникација да го каже тоа што го мисли. Треба да се изнајде решение и не верувам дека поддршката на една личност, било која да е, треба да биде ултимативна и да зависи само од тоа дали некојаш го направил некому кефот или не го направил. И не мислам дека укажувањето на Европската унија, особено на амбасадорот Гире, не е значено, заради тоа што ние мора да градиме сериозни институции. Тие се градат, ако сакаме во Европа и се прокламираме дека сме некоја европска коалиција, која тогаш треба и нормите да не бидат европски. На ова место пред известно време, пред да настане поделбата во Алијанса за албанците, седеше председателот Таравали. На прашањето се уште мирисаше дека ќе биде дел од коалицијата, барем така се обидуваше да остави впечаток, иако очигледно преговарал со сите, мислам дека преговарал. Во однос на прашањето за Пендаровски, и тоа што се говореше и за уште некој кандидат од СДСМ, рече дека смета дека тој е најдобриот кандидат што го имала Македонија и претпоставувам дека во тој момент јавно даде поддршка на некој начин на Пендаровски. Сега тој е кандидат за председател на албанската опозиција, сега работите се сменија. Очекувате ли многу кандидати, бидејќи се говори за Бујар Османи од Дуи, бидејќи како искочи опозицијата, ќе излезе и Дуи со свој кандидат. После вашиот разговор доаѓа кандидатката на Левица, па има Кумановскиот градоначалник, па градоначалникот на Карпош и така уште. Доктор Вело Марковски и други. Да, Вело Марковски, многу кандидати. Како тоа ќе изгледа и како ќе се одрази на позициите на главни играчи? Јас мислам дека прво господинот Таравари даде пред едно 10 дена изјава дека не е заинтересиран за председател. Сега гледаме дека после 10 дена е заинтересиран за председател. И добро, тоа го променило својот став, ама ако сакате па да бидете председател на државата со кредибилитет на кој ќе ви веруваат сите граѓани, не можете во 10 дена да го менувате својот став. Не можете пред 10 дена да мислите дека не сте заинтересиран да бидете кандидат за председател и наеднаш после 10 дена, после случувањата во Алијансата на албанците, дека што очигледно дека има конфликт и како што јас ги гледам работите, очигледно е дека партијата ќе ја преземе Зијадин села, барем со обезбедувањето на двотретинско мнозинство што го направил
во самата партија. А и Конгрес ги чека. А и Конгрес го чека во недела и ова мислам дека му е некакво екзит сценарио на него, но по мене тоа е погрешен чекор, но секој има легитимно право да се кандидира, па и господинот Таравари. Демократскиот амбиент, што повеќе кандидати има, тоа е Ма како ќе се одрази гласовите, ќе се рассепкаат, дали е се тоа битка за вториот круг или... Ќе ви кажам, не мислам дека... Тоа е побитно да... Значи, прво би било логично да тој еднаш застанал позади Пендаровски. Немал забелешка на Пендаровски пред 5 години. Сега пред месец дена. И пред месец дена немал и сега не гледам што би била забелешката, ама тоа е негова работа. Моето мислење е дека ништо не добива некој што ќе биде само кандидат. Значи, да бидеме само логично е дека тој како кандидат нема да успее да влезе во вториот круг. Тоа го зборуваат бројките, тоа го зборуваат и анализите и не ја разбирам потребата. Ако сакаме да градиме заедничка европска држава, потребата само да правиме кандидат за да ние пред нашиот етникум покажеме, видете, ние колку гласа собравме и така натаму. И мислам дека она изјава на господинот Али Ахмети, мислам дека за Косовската државна телевизија, кај што кажува дека едноставно не е возможно да биде избран во моментот председател на државата Албанец, бидејќи таков не е време, рече. Не е време, да бидам точен. Не знам што значи тоа може времето стигнало. Тоа покажува во овие моменти со ваков систем тоа е невозможно да се направи и тоа е само заради добивање на политички поени, што е легитимно, ако сакате да ги добиете, ама на крај ќе заврши првиот круг, ќе треба да има втор круг. Во првиот круг, ако не освоите доволен број на гласови, а нема од кај да ги освоите, се знаат кои се бројките, ќе бидете кандидат кој учествувал во изборите до почетокот на вториот круг. Дали тоа го исполнува некој или не, тоа е негово прашање. Има луѓе кои сакаат публицитет, има луѓе кои сакаат јавност, има луѓе кои сакаат да ги промовираат со тоа своите политики и тоа е легитимно право. Добро, сега говорим, имаме време за да па дури вака слободни проценки да направиме. Не е време, ама може времето некогаш ќе стигне. Ако предпоставиме дека ова е се забрзало време по формулата В по М како беше на Ајнштејн, ви имате подпредседател на партијата Албанец. Не смета да. Кој што исто така се кандидира за и еден од најдобрите во владата. Нему време да стане председател. Не зборувам јас за тоа. Значи сега зборуваме за партиски албанец не може да стане или воопшто албанец кој што од ДСДС не може да стане председател. Бидејќи знаете дека кандидат македонски без албански гласови ретко се случува, а и албанец без македонски гласови уште помалку. Ама ако се амбициите да чеме Бујар Оспани, може би Ахмети го спрема за заеднички кандидат за председател на државата. Не само како контратеза на Таравари. Видете, јас не мислам дека прво кој ќе биде председател не е битно дали е тој од кој етникум е, туку е битно прво квалитетот на човекот. Меѓутоа треба природно тој демократски амбиент да созре, а не може да биде тоа артифицијално. Ние сме решиле сега тоа да биде така и ајде ќе го направиме на таков начин. Знам, ама изјавите ви на Гашик ми беше нејасно како да Таравари го спрема за кандидат за председател на државата, не како председател во битката со Бујар Османи, бидејќи Бујар него не знаева дека ќе биде кандидат. Предложија за да добијат на парламентарните избори за силување како ние сме имале еден многу силен кандидат албанец порано за председател на државата, кој е посилен од овие кандидати сега што се спомнуваат, дека не ми замерат, ама е посилен, тоа е Имер Салмани, кој успеа да собере тогаш околу 150.000 гласови, помеѓу другото гласа има македонци, што покажува дека во него препознаа човек кој едноставно не е само етничката припадност тоа што го детерминира. Така да тоа треба да е природен процес, тоа го кажам, не може да е артифицијален процес. Ние сме решиле сега ќе биде тој и што велите вие по формула ќе го направиме тоа. Не, државата заслужува председател во кој веруваат сите граѓани, независно кој е, дали се вика Петко или се вика не знам како. Значи дали е македонец, албанец, србин, турчин, треба да е некој што граѓаните природно ќе го гласаат. Спрема мене во моментот услови за такво нешто нема и тоа се користи само за добивање на политички поени во рамки на етничкиот кампус. Дали тоа не е добро. Парламентарните избори за силување, бидејќи се спојува сега. Ти очигледно изборот за председател ќе биде лост за
Тоа е очигледно некоја желба за бустирање на резултатот, но тоа е ако се задржите во рамки на другиот концепт, во тој концепт, во тој етнички поларизиран концепт. Ако зборуваме за концепт дека сакаме држава да стане членка на Европска унија, дека сакаме брзо да одиме на тој пат, дека мора да ги надминеме сите тие бариери и во рок од 6 години да влеземе во Европска унија, затоа што подобро е да сме во Европска унија отколку тука да си дебатираме и да се измачуваме уште со години, тогаш мислам дека е погрешена метата и дека пристапот е погрешен. Добро, еве заврши првиот круг, вториот круг ќе очекаме како да се случи да одиме на парламентарните избори. Се уште се молчи околу дилемата на Европскиот фронт во кој што требаше да биде и Алијанса, дуи Социјалдемократскиот сојуз, постојаните коалициски партнери на вашата партија. Ќе го биде или нема да го биде? Сега, дали е дуи во дилема да оди со вас, или па ќе ви наштети, или па вие мислите дека е најдобро заедно да одите? Која е подобрата опција за државата и за СДС и за ДУИ? Видете, ако може да се спојат партиските со државните интереси. Значи, нашиот систем е поделен пропорционален систем. И таму Донтовиот модел по кој се сметаат пратениците е немилосрден. Оној што е прв по Донтовиот систем, тој добива и повеќе од она што би го прв на листите, мислите? Прв на листите. Во изборната единица. Добива повеќе од она што и реално го заслужува. Таков ни е системот. Значи, затоа што тие количници кои се делат, тој што има најмногу гласови, или таа коалиција што има најмногу гласови, најмногу пати ќе биде свртена низ системот и најмногу пратеници ќе има во тој дел. Количници најмногу. Количници, така да формално може би ова владино мнозинство сега заедничко и да еве да ги земе и овие анкети што опозицијата ги објавува. Ќе ги зема опозиционите бидејќи секој се поостри, да кажам, по ригидни спрема власта, тежи 50 спрема нивните анкети околу 50 пратеници. Ама во Донтов модел, ако одат во куп, рачунете дека на тие такви анкети какви што се уште 5 пратеници може да дадете кои ќе дојдат на контото на ова владеачко мнозинство ако оди заедно. Ако одите заедно. Ако оди заедно. Ако одат сите посебно, тогаш е логично дека оној што ќе освои најголем број на гласови, ако е тоа опозицијата, ќе има повеќе пратеници од оние што условно би ги заслужил и би ги добил. Така да нема дилема, ако сакаат успех спрема мене, начинот на успех на ова владеачко мнозинство да дојде до мандатар е тој. Секој друг начин е многу ризичен и дава многу повеќе предности на опозицијата. Уште еднаш го објаснете. Значи, ако одите заедно, тоа според Донтовиот модел по изборните единици како би стоиле? Како би се? Еве ви кажам. Зошто би добиле повеќе? Затоа што заради тоа што голем дел од оние луѓе што се под прагот, под цензусот долу. Значи нема да имаат пратеници. Некоја партија, да речеме, ќе има 5000 гласа. 5000 гласа не се доволни за пратеници. Тие гласови ќе се ништат. А во количниците оној што има најмногу гласови, кога ќе ги споите сите тие гласови заедно, значи овозможува да имаат повеќе пратеници отколку што би ги земале сите посебно или илустративно ви кажам. Во неколку изборни единици, освен во изборната единица 4, која каде што да речеме е чиста, каде што нема некои преклопувања на гласачките тела, во сите други тоа има логика да се направи и може да донесе повеќе гласови на контото на некаква здружена коалиција. Тоа истото вражи и за обратната варијанта, и за опозицијата. Ако таа ги спои своите гласови, да кажам, на повеќе места со повеќе партии, ќе освои повеќе гласови отколку да одат сите посебно. За власта во моментот спрема мене треба да се прави напор да се разговара за тоа. Тоа не е едноставна идеја, тоа е голема идеја, ама ја слушам веќе 20 години истиот муавет дали е дојдено времето. Па ако сега не е дојдено времето кога државата го има проблемот со брза интеграција во Европската унија, кога ќе биде времето? Ќе биде времето кога ќе ги изгубиме уште 10 години во истиот тој муавет. Сите сме свесни какви ни се условите во општеството. Секој граѓанин, еве, тргнете од сите овие работи со кои се соочуваме со баналности да се чувствувате понижувачки, да не можете да завршите некаква работа. Услов за тоа да биде како што треба и да биде достоинствено е Европска унија. Не е дали наместо Андреј ќе дојде Љубиша или наместо Љубиша ќе дојде Андреј на местото, па да видиме да биде подобро. Тоа нема да ни го реши проблемот. Вашето искуство е вие со Беса бевте еднаш во таква коалиција, зашто не и со ДУИ, така сега да кажете дека тоа е природно за вас? Ние би немале со тоа проблем, дали ти имаат, не знам, треба да се види, да се размисли. Мојата проценка е дека не треба да се потцени и албанската опозиција.
која ќе освои сериозен број на гласачи и која исто така ќе биде фактор кој може да влезе во конструкција на новата влада и е природен коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ. Чекайте, уште еднаш, значи, вие со Донтовиот модел, како е вашето искуство? Имате како се случиле некои ситуации кога ги изненадил? Еве една ситуација ќе ви кажам. Ние во 2011 каде што јас бев шеф на централниот штаб на СДСМ во тоа време, председател беше Црвенковски, Груевски беше власт, ние освоивме 370.000 гласа, што е втор најголем резултат што некоја опозициона партија го освоила во историјата после оние 500.000 што ги направивме на изборите. И ако ги тргнеме овие избори сега, последните кај од 2016 кога после пршинската влада СДСМ имаше исто така над 400.000 гласа, тоа е еден, значи трет резултат по ред што сме го имале. Само 65.000 беше разликата помеѓу ВМРО, ДПМНЕ во нивна корист и СДСМ. Знаете колку беше во пратеници? 14. 14 пратеници, таа мала разлика во гласови. Заради тоа што беа секаде први во Донтовиот систем, донесе 14 пратеници повеќе на другата страна. Така да затоа сметате дека кога би оделе заедно како фронт, тоаш би биле постојано на први на листите. И таа разлика од анкетите на ИПИС би како би изгледала според вас? Па ИПИС дава, кога ги гледате сите заедно, што е опозиционно настроен, значи што е јасно, и човекот и луѓето, па и ги прави анкетите за нив со години, мислам, тоа не е како би доште, не е спорно. Како би се избалансирал? Он дава таму 50 дека ќе има власт. Кога би оделе сите не и ВМРО, ама и власта кога ќе соберете на купче се околу 50. Значи, ако ги ставите сите овие партии што се во власт. Ако со Донт ги внесете сите заедно, сметете дека тие ќе добијат секаде уште по еден пратеник во овие 4 до 5 изборни единици повеќе од тоа што го. Чекайте, они викаат за СДС има 30-тина, за опозицијата 50-тина. Па они викаат за СДС 30-тина, тоа зборат опозиционите анкети кои се покажа на прошлите избори како неточни целосно. Добро, а што според Донтовите, ако одите заедно коалиција, тоаш како би изгледало? Според Донтовите коалицијата би добила 4 до 5 пратеници плюс. А они би изгубиле? А они би изгубиле, пошто тие што доаѓаат кај вас, они ги губат. Тоа сакам да кажете. Тоа е тој начин на размислување зашто се прави, тоа е начинот како тоа би можело да се како коалиционен настап да се настапи, ама тоа не е работа за која може само СДСМ да одложи тоа. Треба и сите други да си ги проценат работите. Секој нека си процени добро, заради тоа што да не биде после изборите дека како не успеавме да ја направивме ќе завршевме работа, затоа што реално мислам дека ако сте истуркале многу процеси заедно, многу лицемерно е сега наеднаш ќе одиме сите посебно да видиме, пак ќе правиме секој своја агенда, а СДСМ имал различни искуства, така да за СДСМ е најмалку тоа проблем. Сакате да кажете дека за СДСМ имал искуство да биде опозиција, ама дуи немал искуство да биде опозиција. СДСМ и тоа да биде и тешка опозиција искуство и ги преживеал како што гледа. Можноста на сами да настапуваат и дуи, без разлика што можеби според анкетите ќе освојат најмногу гласови меѓу албанците, може да се случи ВМРО ДПМНЕ да коалицира со опозицијата и дуи да оди во... Па тие тоа декларативно го зборуваат. Да, опозиција. Тоаш, каква ќе биде политичкава ситуација? Тоа на дуи не верувам дека ќе им одговара. Па треба да си процена, затоа кажам, ние можеме да зборуваме за проценки што секоја партија треба да ги направи во рамки на својот кампус, на крај треба да се гледа пред се државниот интерес, заради тоа што мора за државата да се најде решение за одмрзнување на овој процес. И мора да се направи консензус без разлика какви ќе бидат изборите и помеѓу власта и помеѓу опозицијата. Како што се направи сега консензус во име на граѓаните и едногласно се изгласа да речеме ова за возачките дозволи, значи можело. Кога се сакам, кога ќе седнат сите заедно можело, така треба да се седне и да се направи консензус за нешто што исто така е еднакво важно за граѓаните, дури и поважно од возачките дозволи, за 6 години да станат дел од Европска унија. Ајде не бидеме досадни, ама мора да бидеме досадни, бидејќи слушаме и од представниците на ВМРО кога се тука дека во тие средби со граѓаните и вам веројатно и ним ги поставуваат овие прашања. Па добро, зашто не може како за возачки дозволи за нешто да се договорите со ВМРО за една таква коалиција, како да топкава се тркала натаму, ама никако да стигне до таму без разлика кој и како ќе биде на власт. Една понуда имаше од Заев, може имало и од Мицкоски, ама не дојде до тоа. Јас
Познавам многу паметни луѓе во ВМРО и не мислам дека сите што се во ВМРО се непријатели на СДСМ и сите што се во СДСМ се непријатели на ВМРО. И секогаш сум сметал дека за стратешкиот интерес, за некои клучни работи, мора да имаме заеднички договор кој е во интерес пред се на државата, затоа што бил едните на власт, па другите на власт, па едните опозиција, па другите опозиција, тоа е еволутивен процес, тоа нема да застане. Државата ќе продолжи кога ние нема да бидеме живи. Ама мора некои работи што се важни за државата да се постигнат и да не се губи време. Го имаме еднаш искуството на тоа изгубено време 11 години и тоа не смее да се повторува. Ние мора да сватиме дека времето не работи за нас. Напротив, времето работи против нас. Младите се иселија од државата. Државата ни се испразни. Се повеќе паметни луѓе одат надвор и за да не останат тука само старци, пензионери и оние што не можат и не сакаат да работат, ние мора да смислиме начин како таа игра да ја промениме, условно во наводници игра, и како нешто да донесеме како квалитет повеќе за граѓаните и мислам дека треба да има комуникација која сме ја имали и треба да продолжи и понатаму. Макар тајна, некако треба да се Па видите, и во Англија и во Америка не се сите комуникации јавни и транспарентни пред граѓаните, ама битно е да се во интерес на граѓаните, а не во интерес на елитите. Очекувате ли бугарско сценарио дека каква и да има некоја власт со вас или со ВМРО со другата опозиција, дека тоа може да не потрае многу долго, дека може да влеземе во некој сценарио да има повторни избори? Не е добро бугарското сценарио. Не, дали е добро или не е важно веќе тоа. А дали очекувам? Па се зависи од тоа како ќе биде распределен изборниот резултат. По ова како ми стојат мене работите, никој нема да успее да обезбеди мнозинство да од него се зависи. Тоа е невозможно. Тоа ние сме го направиле еднаш во 2002 година и го направи еднаш Груевски како власт. Како опозиција само СДСМ го има направено. Ама тоа беше нешто што се оствари со 500.000 гласови. Во моментот и според овие нивни анкети опозицијата е околу 350.000 гласови по анкетите, 350, 360, толку се тие 19%, не се повеќе. Така да се зависи од тоа, мислам дека како и да биде резултатот, ние мора да се научиме на демократски амбиент и мора да седнеме да разговараме и оние што ќе бидат во власт и оние што ќе бидат опозиција. Знаете што, затоа што и кога имаше 62 пратеника Груевски, не одеше сам. Имаше повторна коалиција и повторно мораше да задоволува. Да, ама беше неприкосновен во таа влада. Во таа влада не може велите дека мора се дека никош не зависи од само едниот. Да, па не мислам дека и кај нас има демократска култура доволно и дека во владата треба да бидат репрезенти на сите. Ќе прашам нешто што може би јавно не се говори. Ако се вели дека и коалицијава ваша да победи, да формирате влада, дека имајќи го ВМРО и како опозиција, дека уставни измени нема да се случат. Така се говори, така вели лидерот на ВМРО ДПМН. Што ако ВМРО ДПМН формира влада со албанската опозиција, која што е проевропска, да речеме, тоа некако не знам како ќе се спојат и колку ќе трае ако Мицкоски одолговлекува со уставните промени, но ако тогаш Мицкоски го промени ставот и понуди уставни измени, како ќе се однесува СДСМ? Видете, значи СДСМ многу направи во овој период. Хипотетички не верувам дека ќе дојдеме во таа ситуација, затоа што мислам дека Димитар Ковачевски ќе биде мандатар на следната влада. Меѓутоа, повторувам она што го кажав, дека треба да се најде заеднички консензус, имајќи го предвид она што е јасно, дека таа преговарачка рамка нема да претрпи промени. Ние можеме од политички причини да играме, да речеме до опозицијата да каже, окей, ние и да дојдеме, ние сега ќе играме пинг-понг, као ќе преговараме, меѓутоа тоа нема да се смени, ќе го губиме времето. Нас ни треба брзо решение во првите 6 месеци. Тоа недвосмислено го кажуваат и Америка и Европска унија. Ја гледате последната изјава и на американската амбасадорка која вели би сакала да го чујам планот на ВМРО ДПМН. Очигледно ВМРО ДПМН нема план како тоа да се спроведе. И тоа е Може има план. Може има план да не бидеме членка на ЕУ, него да како Груевски што глумеше 10 години, ќе преговара пак со Бугарија, пак имаме лоши понуди, повторно ќе се крене нивото на образа меѓу Бугарија и Македонија. Тоа е честно да кажа другари, ние во Европска унија иако декларативно кажуваме дека сме, ВМРО ДПМН смета дека по овие услови ние па често и Груевски
што викаше него менува, ние тоа преговараме. И тогаш кога тоа така ќе го кажете, ја декларирате позицијата дека вие сте против членство во Европската унија, може ќе понудите БРИКС, може ќе понудите не знам што друго, тоа е да видиме што е тоа што ќе го понудат, но ја мислам дека како мала земја која е во Европа, за нас друга алтернатива нема. Пак гледам анкетите покажуваат дека граѓаните не се многу веќе за БРИКС и за другите алтернативи, дека опаѓа таа расположение и претежно се за ЕУ. И ЕУ е нашата единствена можност да бидеме демократска, просперитетна држава. Што побрзо бидеме во ЕУ, ќе имаме помалку криминал, ќе можеме полесно да ги апсиме криминалците, ќе можеме побрзо да извадиме документи, ќе имаме посигурна држава со подобри институции, ќе имаме подобри плати за луѓето, ќе имаме подобри пензии за пензионерите. Ние ако играме, ја пимпламе работата, да видиме, ќе преговараме уште наредните 10-11 години, ништо нема да направиме. Не е работа ова на популизам и на политиканство, работа е во интерес на овие генерации што доаѓаат. Јас се сеќавам на независноста, кога беше, јас бев некој 20 годишен човек, веќе имам преку 50 години. Значи, изгубени се многу години за нешто што можело нормално и условите требало да созреат, ама да не ги оставаме овие деца што имаат се 18-19 години, наредните 30 години тие да се разбудат со бела коса и со бела брада, или малку без коса, што е нормален процес вако од докторски аспект, ама да им дадеме можност да креираат држава подобра од оваа што ние ја имаме и да се надеваме дека ќе бидат и повешти и попрагматични во многу работи. Добро, значи останува дека надежта е во све ова што говоревте, но кога останува збор за изборни резултати, Донтовиот модел е голема непознаница или голема неизвестност. Го форсира првиот. Го форсира првиот. Донтовиот модел го форсира најголемиот, најјакиот. Тој што е најјакиот, тој најмногу добива на Донтов модел. Сите други се приказни за декуражирање на некој, за демотивирање нешто да се направи. Значи тој што е прв по Донтов модел, тој го собира количникот надолу најмногу од сите други и затоа е таа борба за коалиции, а ваквиот како што е поделен во Македонија им одговара најмногу на двете најголеми политички партии, тоа е точно. Понатаму треба да се разгледа дали може да се менува, дали може да имаме отворени листи, ама тоа е дебата за следни избори. Сега веќе сме во пиштолот пукна вчера, што се вика сигналниот пиштол на претседателот на собранието, изборите се распишани, претседателските и парламентарните, и сите треба да се трудат во демократски амбиент да постигнат што подобар резултат. Јас верувам дека СДСМ ќе понуди добар квалитет, добра програма, ќе понуди добри кандидати и ќе направи се да има еден добар настап кој одговара на политиката на владиното мнозинство во изминатите 6-7 години визави европските интеграции и НАТО. И мило ми е што голем дел од тие работи што се некогаш ги критикува, ние имавме 2 години дебата никогаш северна, и гледаме дека таа дебата веќе не постои. Значи ниту кај опозицијата, ниту кај некој друг, значи треба понекогаш малку време за да ги согледаме подобро работите, и тоа е добро, демократски значи дека зрееме, а за државата треба уште побрзо, уште посилно и заедно да се работат работите. Доктор Андрей Петров, член извршниот комитет на Социјалдемократскиот сојуз, верува во Донтовиот модел и во демократски избори. Благодарам што бевте гости во утиската програма на. Благодарам на поканата. Продолжуваме понатаму со програмата.